Неправда кон македонскиот фолклор, вака Сојузот на ансамблија коментира одбиената апликација од Министерството за култура. Вела дека станува збор за фестивал кој 6 децении ја представуваат македонската култура. Од ресорот вела дека комисиите ги чешуваат документите на одбиените апликанти и доколку има недоследности, одлуките ќе бидат променети. И Сојузот на фолклорните ансамбли на Македонија се меѓу одбиените апликанти кои нема да добијат пари од Министерството за култура. Тие денеска дојдоа во просториите за да го искажат својот револт и да добијат одговор зошто најголемите фолклорни ансамбли во земјава не добиле ниту денар од годишната програма. Вела станува збор за фестивали кои 60 години ја представуваат македонската култура, а не составени во програмата за финансирање. Од Сојузот посочија дека е направена голема неправда со која се уништува македонскиот фолклор. Исто така наши колеги кои со години работат и делуваат и го одржуваат македонскиот фолклор и го презентираат. Орце Николов, Кочо Рацин, Вапцаров, Скопје нема добиено воопшто средства за работа, а имаме направено споредба, на македонските друштва му има даено околу 2 милиони и 700, а на албанските фолклорни ансамбли за работа има 4 милиони и 700. Голема неправда е направено. Во годината кога славиме 45 години од постоењето на овој фестивал, ние ја примивме веста дека од Министерството за култура добивме 0 денари средства. Тоа е нешто срамно и мислам дека со ова одлука се носи се девалвира фестивалот. Комисиите на Министерството за култура ги чешуваат документите на одбиените апликанти, како што информираат од ресорот. Сите стручни комисии по одделни дејности повторно ќе ги разгледаат апликациите. Одлуките за сите одбиени ќе бидат поништени и по нивното повторно разгледување. Доколку се утврдат недоследности, листата на поддржани проекти од национален интерес ќе биде дополнета. На годишниот конкурс пристигнале 5560 апликации за проекти, од кои 2781 беа одобрени. Разгледувањето на одбиените апликации следува откако во јавноста се појавија многобројните реакции за направениот избор на добитниците на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2019 година.